Сојузот на стопански комори денеска ги презентираше активните мерки за поддршка на жените во приватниот сектор. Половина од фирмите во земјава се во сопственост на жени. Тие учествуваат со 50% или најтој процент во сопственоста. Вкупно 12% од нив се на раководни функции во јавниот и приватниот сектор, а само 4% од нив се директори во компании кои се котираат на бирзата. Слободанка Алексовска од Агенцијата за вработување истакна дека со мерките за вработување се води сметка да се обезбеди полова рамноправност. Жената има клучна улога во семејството и во општеството. Па оттаму навистина се внимава да ги ужива подеднакво сите права и да има рамноправна положба и улога како со мажите во Република Македонија. Во мерките за вработување кои што ги спроведуваме ние како Агенција за вработување, кои што се дел од оперативните планови, кои што се носат секоја година, а започнати се во 2007 година, секогаш се внимава најмалку 30% да бидат застапени жените во мерките и услугите кои што се спроведуваат. Претседателката на Сдруженијето на бизнис жени Валентина Дисовска истакна дека според податоците од спроведената меѓународна анкета во земјава, жените повеќе се плашат од неуспех од отварање на фирма, за разлика од мажите, иако сметаат дека условите за отварање на бизнис се добри. Според државната статистика, Заводот за статистика, бројките за жени кои што се самовработени во последната година велат дека ние жените сме само 18,4% од сите самовработени кои што се во Република Македонија. Она на кое што ние треба да работиме заедно со агенцијата и заедно со сите други институции и нормално сите други компетенти е зајакнување пред се на самовработувањето и на одлучувањето да бидеме предприемачи, жени предприемачки. Во Сдруженијето на бизнис жени при Сојузот на стопански комори активно се вклучени 300 жени. Жените најчесто отвараат бизнис во услужните дејности, но во поново време и во осигурувањето, здравството и финансиите.